Настапот кој што имавте можност да го гледате од 30 годишнината, јубилеј на Сител телевизија, каде имавме огромна чест да настапат Ана и Игор Дурловски, а по настапите во Осака и Виена, Ана и Игор одбележуваат 25 годишен јубилеј на уметничката сцена со свечен новогодишен концерт на 17 декември. По тој повод, македонската оперска пејачка, сопран, првенка на операта Ана Дурловски утринава со мене на прво утринско кафе. Добро утро. Добро утро. Многу ми е драго дека сте заедно со нас утринава, ние веќе испивме кафе. Така, тоа сакам да го кажам. Така, заедно почнавме утрово и верувам дека и на нашите гледачи ќе им пренесеме дел од вашиот живот, дел од вашите настапи уметнички и меѓу другото ќе го споменеме Игор на самиот почеток, оправдано одсутен. Така, Игор е сега моментално се наоѓа во Шпанија, во Корунја, има настапи во Пелеас и Мелисанда од DBC, така да го очекувам да се врати дома за една недела и да почнеме со пробите за концертот што следува. Така. На 17 декември македонската публика ќе ужива во традиционални македонски љубовни песни и сега што мене ме интересира е како успеавте да создадете таа листа за овој концертен спектакл, посебно затоа што одбележувате еден значаен јубилеј. Па добро, кога дел од овие песни се веќе изведувани од наша страна пред 10 години, тогаш уште имавме желба и размислување да ги обработиме за симфониски оркестар. Е дел од најубавите македонски љубовни песни. Ги има многу. Ние се одлучивме за 10. Едноставно тоа е нешто што го имаме ние како богатство и треба да го негуваме. Маестрално се направени аранжманите од страна на Сони Петровски. Навистина нешто што е, би рекла, некомпатибилно. Ние како бас и сопран прилично сме тешки да не вклопи човек во дует. Затоа и нема многу дуети во класичната музика, бас и сопран. Но, ете, Сони успеа во тоа и според реакцијата на публиката и досега дел од песните што ги изведувавме, верувам дека успеавме да направиме убав проект. Јас сакам да ве вратам наназад, со оглед на тоа дека одбележувате 25 годишен јубилеј, баш ке се вратам 25 години наназад. На сцената на македонската опера и балет дебютирате како Лучија ди Ламермур. И тоа точно во 2000-та година. Можете ли да се сетите на тој настап, на таа ваша прва улога, како се чувствувавте, како ја изведовте? Па морам да кажам дека беше со леснотија, од причина што не знаев колку е тешка таа улога. Понудата кога ја добив од Цветан Стојановски, тогаш беше директор на Македонската опера, веднаш ја прифатив. Предпоставам дека тој имаше слушнато на еден концерт каде што ја изведувам едната од ариите. И така ја добив понудата. Имав една прекрасна соработка со маестро Карталов, беше дојден тука за режиските проби, тој ја правеше режијата и инсценацијата на оваа представа. И практично тоа беше мој прво големо соочување со сцената и ужива во неговата работа. А што се однесува до музичкиот дел, тогаш мислев дека се можам. И едноставно не ми беше никаков стрес. Тоа што ме изненади беше реакцијата на публиката, заради тоа што не очекував толкава топлина и таква прифатеност од првиот пат. Како изгледа кога сега ја изведувате оваа улога? Колку искуството го прави своето? Или пак можеби баш тогаш, заради тоа што сте биле и на прагот на кариерата, па и не толку искусна, можеби баш би било тогаш поубаво? Па ми беше полесно психички, да. Сега секогаш кога треба да ја изведувам, навистина имам една голема одговорност, пред се заради тоа што знам што се изискува од мене. Така да
таа леснотија никогаш повеќе во живот нема да ја почувствувам како пред 25 години, но тоа што сега го имам како предност е дека точно знам што треба да направам и движењето и воопшто делувањето на сцена ми е својствено нормално. Така, јас сум музички лаик, меѓутоа, оно што успеав да го видам од критиките, за вашиот вокал, критиките велат дека имате извонредна контрола на гласот во сите регистри, дека имате интонативно прецизен тон. Сега вие ќе ни кажете што значат овие работи прво и дали е пресуден во вашата професија талентот или пак можеби посветената работа си во овие 25 години? Па добро, условот е секогаш да имате талент, но на вистина најголем дел се сведува секој успех на работа. Јас на вистина многу работам на мојот глас, на техниката. Тоа се не само активни часови пејачки, туку и ментално. Нонстоп сум во процес на решавање на загадки и проблеми, бидејќи оваа професија до крајот на животот или до крајот на тој уметнички век е неисцрпна во тие загадки, во решавање на проблеми. И тоа на некој начин и ме представува задоволство. Нонстоп решавање на ребуси, нашиот инструмент е секогаш во некоја нова форма. Секој ден е различен. Да не зборувам за хормоналните промени што се случуваат кај жените, така да навистина интензивно работам, не ми представува тешкотија. Тоа што целта ми е да секој тон биде совршено озвучен. Еве како што вели критиката, интонативно прецизен тон. Како се чувствувате на сцена? Знаете ли, во тој момент колку треба да го подигнете, колку треба да го спуштите гласот, едноставно ви доаѓа или станува збор баш за вежба? И тоа е навистина се вежба и целта е да тонот биде озвучен, да е ставен во резонанца, да е на вистинското место, условно кажано, да целиот регистар, сите регистри бидат поврзани без да имате чувство дека три различни пејачи пеат. Едноставно е процес на работа. Некои работи се веќе автоматизирани, нормално после толку години. На многу работи не морам да мислам, но тоа што секогаш го велам е командата доаѓа прво од главата. Ако не сум го замислила тоното и не може да излезе. Јас секогаш во дел од секундата го слушам тонот во мојата глава, па после го репродуцирам. Така. Рековме, Игор е отсутен утрово, ама вие ќе ни ја раскажете вашата приказна. Јас прочитав дека годинава сте прославиле 18 години брачен живот, меѓутоа 22 години заедништво. Ќе се вратите на почетокот како ви се вкрстија патиштата за овие 25 години да ги поминате заедно? Добро, нешто повеќе. Ова веројатно малку постара информација. Ќе ни кажете вие. Јас како најдов така напишав, меѓутоа вие ќе ни кажете. Ние годинава и 25 години славиме од нашето заедништво, така? А практично 22 години брак. Значи, вкупно сме 25 години заедно, иако се познаваме долго предходно од нашите студентски денови. И бевме во иста класа, кај професорката Билјана Јовановска-Јакимовска на факултетот за музичка уметност. И некаде при крај на студиите, практично во моментот кога почнавме да делуваме на сцената на Македонската опера и балет, така емотивно ни се вкрстија патиштата. Дали можеби си се восхитувавте еден на друг низ годините на образованието со оглед на тоа дека и вие сте
импозантен вокал и тој, и колку да речеме тоа што и двајцата сте во истото, ве зближи, можеби си разменувавте критики, идеи и така натаму. Да, во текот на школувањето, навистина можам да кажам дека бевме едни од подобрите студенти и секако имаше восхит, барем од моја страна кон Игор, претпоставувам дека и тој не останал равнодушен. Тоа што посебно ме фасцинираше кај него подоцна, неговиот прв настап, се сеќавам во Боеми, на сцената на Македонската опера и балет, тоа беше негово деби. И се сеќавам неговата агилност, неговата опуштеност на сцена, која што за мене до тогаш беше прво нешто што воопшто го немав искусено, друго не може воопшто да замислам како човек тоа го прави. Подоцна, нормално и јас успеав да му се приближам, но да, фасцинацијата беше присутна. Кажете ми дали можеби некогаш кога ве гледал на сцена и кога сте завршиле, ви рекол Ана беше фантастична, нешто што и таки ви останало во сеќавање како негова најдобра критика кон вас? Па добро, знаете како има меѓу нас пејачите владее мислење дека одредена група на пејачи класифицирана во типот на гласот имаат и дадени карактеристики. Што значи дека басите не толку се оптеретуваат со техника на пење, во тој пристап пејачки не се многу поопуштени, за разлика од сопраните. Така да Игор секогаш ми вика супер беше и тоа се најголемите зборови што можам од него да ги добијам. Да, има моменти кога сум вежбала и може да ми каже, знаеш, мислам дека тој тон можеби треба да го поправиш или денес малце чудно ми звучиш, ама генерално многу поопуштено гледа на професијата за разлика од мене. Неодамна настапивте во Златната сала на Musikverein во Виена, во Австрија. И она што јас го видов од тој настап, стоечки овации, долготрајни аплаузи, кои што се меѓу другото и како што успеав да видам, карактеристични за секој ваш настап. Освен тоа што, еве кажувате, колку сте стриктна, строга кога настапувате како сопран, уживате ли? Имате ли можност, нели, освен тоа што мора да го дадете како совршенство, да успеете на сцената и да предадете дел од своите емоции, да се внесете? Па би било сосема погрешно ако не е така. Тоа што во процесот на работа во студио или дома, тој ангажман околу техничките подготовки, меѓу другото е заради тоа да добиете една сигурност и да се ослободите од некои мисли додека делувате на сцена. Би било погубно да размислувам само на пењето и на техниката кога сум практично во улога на друг. Тоа што секогаш гледам е дадениот карактер или улога која што ја изведувам, да ги има вистинските, односно искрените мои емоции. Практично секогаш се обидувам да го разберам ликот и да ги разберам неговите постапки, колку и да се, да речеме, во дадени моменти сурови или несвојствени за мене, но секогаш има причина зошто карактерот или таа личност се одлучила на таков чекор. И сите емоции кои што се врзани во однос на тоа се искрени заради тоа што и навистина ги чувствува. Ве гледам јас на видео, вимот и гледачите ве гледаат, предпоставувам со Игор, како со некоја леснотија да настапувате еден покрај друг, со вршени движења и така натаму. Кажете ми, дали ви е полесно со Игор Дурловски на сцена или можеби со некој друг партнер кој што не ви е и приватно партнер? Па полесно ми е кога е друг партнер. Од причина што мислам за двајцата во моментот. Јас секако дека имам
бескрајна доверба во тоа што го прави Игор на сцената, но секогаш како уметник има ситуации кои што може да излезат неочекувано и треба да се справите со нив. Во тој момент кога сме заедно на сцена се грижам за двајцата, но од друга страна па има една неверојатна енергија и блискост и дури работи кои што само нам ни се познати и само во таа комбинација се изводливи на тој начин на кој што се случуваат. Двајцата низ годините изградивте богати интернационални кариери. Кажете ми, имаше ли тешки моменти низ овие 25 години? Што беше за вас најголемото премрежје? И живењето во Македонија, но и живењето, борбата надвор, затоа што ви имате интернационално богати кариери. Па сега, јас не можам да кажам, навистина сметам дека тој уметнички пат, па и животен пат, носел и потешки и многу убави моменти. Сето тоа е дел од животот. Не верувам дека некој еднолично го поминува животот. И морам да кажам дека се што ми се случувало, сум го прифаќала и сум дали порано или подоцна сум го разбирала од аспект, да речеме, за негативните работи или потешките работи, но човек мора да помине низ тоа. Од друга страна, толку убавина има во животот што е зад нас, што не можем да не бидам среќна и задоволна од тоа што ми се има случено, проблемите се решават, се што може да се реши не е проблем. Убавите работи треба да се изживеат и да останат долго посеќавање. Ајде јас ќе ги кажам само на брзина оперските куќи каде што сте настапувале, ќе почнам од Виена, таму и живеевте, Берлин, Мајнц, Минхен, Загреб, Осијак, Сплит и така натаму. Каде се чувствувавте најдобре дојдени? Па, најдобре дојдена сум секогаш дома. Да. Ама кога е надвор? Да. Во театарот во Штутгарт работев 10 години во ансамблот и тоа ми беше втор дом практично. И навистина најголемите мои, да кажам, мајсторијата ја научив таму. Со навистина прекрасни диригенти, прекрасни режисери, колеги. Тоа е еден театар кој што е специјален во духот, во однос на репертоарот и е нешто што е неповторливо. Таму публиката е толку приемчива за сето тоа што го правев и толку бев прифатена и со љубов да тоа не се заборава и тоа ми е, да кажам, втор дом и да кажам дека сум се чувствувала навистина добре дојдена. И сега едно тешко прашање за сите кои што вака настапуваат и се јавни уметници. Најтешка улога и најомилена улога во овие 25 години? Па тежината на улогата не би знаела по што да ја мерам. Нешто што било кондиционо би рекла најтешко, било Пуритани од Беллини во улогата на Елвира. Тоа беше една продукција која што беше интегрално музичко изведување. Значи, се што во други изведувања и во други постановки и театри се крати, ништо не беше скратено, напротив, беа додадени уште музички парчиња кои што во меѓувреме беа откриени, ново откриени. Така да, тоа е кондиционо, би рекла, улога која што најмногу барала од мене. Тоа што допрва ми следи е, мислам, технички најтешката улога што сум ја пеела. Премиерата ќе биде во март следната година во Хамбург. Една неоткриена, односно неизведувана опера од Моцарт и навистина технички нешто што е прво не секојдневно, друго е навистина искушение
Веднаш и нов предизвик. поглед, да, и предизвик. И мислам дека тоа ќе биде најтешката улога до сега, технички, што сум требала да изведувам. А омилени ми се сите и со задоволство. Секоја улога без разлика од типот, жанрот во однос на дали е француски репертоар, италијански, германски, сите ми се многу драги. Па ајде тука да ве прашам, дали има нешто досега во кариерата што не сте си го исполниле, а го посакувате? Некоја улога која што можеби сте ја гледале кај некоја друга оперска пејачка и сте си рекле, како јас би била во ова одлична? Искрено нема таква улога. Знам единствено дека имам уште многу што да понудам и се радувам на се што ќе дојде. Со оглед на тоа дека веќе имам навистина големо искуство, би сакала и тоа што ми е предизвик е да работам карактерни улоги, значи улоги кои што се со интересен сценско читање, драматуршки интересни, како Медеа, како Лулу. Тоа се некои работи кои што би кажала во моментот на сцена заборавате дека сте пејач, туку дека сте актер. И јас актерството не би можела да го замислам без пеење. Сега кажувам, никогаш не би имала афинитет да бидам актерка, но вакаво комбинација со пеењето е совршено за мене и ете таков тип на улога би сакала да ми дојде на патот во иднина. И за крај, Ана вела дека жената, без разлика каква да е кариерата, дека нејзина круна е сепак семејството, децата и дека тие се една друга кариера која што е пак и најзначајна во животот. Вашата приватна кариера, вели сопруг, 3 деца, како балансиравте со обврските за да бидете подеднакво успешна на двете полиња? Па пред се имав желба да бидам да ги имаме и двете кариери. Во двата сегменти, во двата дела, навистина се давам 100%. Колку сум успешна во тоа, на крај ќе се види. Тоа што можам да кажам е навистина секоја жена која што е во работен однос или е вработена, знае колку е тешко да се изменаџираат двете работи. Кај мене е потешко тие плюс заради тоа што многу често ме нема дома, па се обидувам благодарение на овие технолошки придобивки да бидам секогаш во контакт и секогаш присутна во нивните животи и да ги организирам работите и од многу далеку. Совршена веројатно не сум ниту во едното, ниту во другото. Да. И тоа е прифатливо и тоа е нешто што го имам прифатено и е на крајот на краиштата цената која што се плаќа за да ги имаме двете работи, но и во двете работи уживам и на двете работи сум горда. Ви благодарам многу, ми беше голема чест пред концертот на 17 декември да сте со нас тука во Сител телевизија, во Ја сакам Македонија на утринско кафе и да ве запознаам јас одблиску и нашите гледачи. Ви благодарам што дозволивте да влеземе во вашиот свет. Јас ви благодарам на преубавото утринско кафе и сега денот може навистина добро да ми продолжи. Така е.